Во Куманово, на над 80 локации има диви депонии. Надлежните велат дека тие ги чистат, но несовесните граѓани на исто место повторно фрлаат ѓубре и шут. Локалната самоуправа е немотна да се справи со овој проблем. Во моментот, согласно проценка на општината, ние имаме повеќе од 80 локации со диви депонии на територија на општина Куманово и тие се променливи. Страшен е фактот кој што потврдува дека дивите депонии кои што континуирано ние ги чистиме, всушност се создава една навика кај дел од граѓаните, несовесните граѓани, да на истата локација се испрва континуирано. Граѓаните реагираат и прашуваат каде може да се јават и да пријават кога ќе видат дека некој фрла ѓубре. Ме интересира каде можам да се јавам, јас како граѓанин на овој град, да пријавам таков проблем. Фотодокументирано, со слики, со видеозаписи, со све. Значи, покрај сите апели да не се пали, да не се... Нон-стоп се пали смет таму, се фрла у реката секаков отпад, значи од мрши на животни до кревети, фотели, ќе се исчисти, не поминуваат ни недела дена, повторно ќе се напомни. Бобан Бојковски, раководител на секторот за инспекцијски надзор, вели дека немаат можност да направат идентификација на граѓаните според доставените снимки и фотографии. За да можат да реагираат и да санкционираат по пријава им треба име и презиме или регистарски број на возила. Според информациите и извештајот на секторот за инспекцијски надзор во 2021 година били изречени 33 казни, 54 писмени опомени и 515 граѓани биле усно опоменати. Проблемот, како што вели Бојковски, е поголем бидејќи во Куманово нема место каде би се изнесувал градежен шут. Имаме ние име и презиме на тој, преку реагираме преку полиција, добиваме адреса и веднаш му пишуваме го санкционираме. Така да, бадил, јас тоа го викам на граѓаните, бадил да пратите слики или видео записи кога тоа на нас ништо не ни значи, бидејќи ние не го знаеме идентитетот, немаме таква можност да идентификуваме кој и како е. Вели Лидија Ланг, раководител на секторот за комунални работи, инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина. Според градоначалникот на општина Куманово, за решавање на овој проблем треба да се вклучат и државните институции, посочувајќи го Министерството за внатрешни работи.